Христос се роди, навистина се роди. Ова е светиот поздрав за православните верници со кој се поздравуваат и си го честитаат големиот христијански празник Божик. Христовото раѓање се чествува 3 дена, а денес, вториот ден Божик, е посветен на Мајката Божја и се одбележува како собор на Пресвета Богородица. Гостивар има 3-децениска традиција на славење на Христовото раѓање, која не изостана и годинава со централна прослава вчера наутро, но под протоколи. Верниците носеа маски, не се задржуваа во храмот долго време и изостана заедничката празнична трпеза. Со светата литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужителите од Гостиварското архиерејско наместништво. И благословено да биде денот, што порадосни, повесели да се гледаме до година во подобри услови, што побрзо да не одмине ова зло кое што го знајде светот и нашата татковина. За многу години шеднашка, напоможете. Пред верниците, архиерејскиот намесник на Гостиварското наместништво Маријан Чомадевски го пренесе божикното послание на поглаварот на МПЦ господин Стефан, во кое меѓу другото се вели: Нека биде и време на благодарност до здравствените работници, чија саможртва треба да биде за пример. На сиот наш народ, овде во татковината и насекаде во светот, им ги честитаме божичните празнувања, поздравувајќи ги со радосниот поздрав. Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово, Стефан архиепископ Охридски и Македонски, со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. За многу години. Верниците кои присуствуваа на литургијата со молитва за мир и спасение запалија свеќи и оставаа дарови, а оние кои ги постеле 6-неделните пости се причестија. Граѓаните со кои поразговаравме, без исклучок рекоа дека најважното што го посакуваат е доброто здравје и да заврши пандемијата. Господ да не чуват пред се, да не чуват од ова опака болест, да ги спасит, да ги покои душите на сите кои починале, да си најдат мир и спасение. Мене скоро сега би почина добар другар, за жал, сочувствувам со неговата фамилија, со сите. Им посакувам на сите здравје, среќа, благодет Божја, љубов и Господа не чуват. Здравје и слога во секое семејство. Тоа е најважно во живот. Другото се ќе си дојде само по себе. Како ќе го прославите празникот? Дома во домашни услови. Вистина се роди. Кои се вашите желби за нова година и Божик? Да заврши коронавирусот. Да имаме добро здравје, да не ова да помине што било, да биде напред све, да биде убаво. Тоа желбата моја, и да имат здравје, пари, све тоа. Желбата моја. Друго и на сите народ честитам све најубаво и да биде добро, весело и најубаво. Вистина се роди. Како ќе го прославите празникот? Па дома. Дома убаво, традиционално. Традиционално како и секогаш. Е ова година со под маски, друго нема разлика. Кои се вашите желби за нова година и за Божик? Здравје, мир и секому, и најпрво тоа е најважно. Здравјето, да се тргнат овие од нас, овие маските што ги имаме. Друго, што би посакал, се најдобро за сите. Утре на третиот ден Божик се празнува свети првомаченик Стефан, кој бил каменуван затоа што проповедал дека во Исус не веруваат само лошите луѓе.